Екипата на емисијата Семафор одамна нема подсетено некои места во нашата република за да ги забележи сообраќајните прилики и неприлики и да сигнализира што треба да се стори за да се намали бројот на незгодите. Овој пат ги посетивме Тетово и Гостивар, каде што не интересираат точките на несреќите низ улиците и на патиштата на нивните подрачја. Потоа се нашите редовни совети за возачите и автомоторазгледницата. Тетово е еден од нашите градови низ кој се одвива интензивен и мешан сообраќај. Автобуси, камиони, автомобили, запрежни возила и добиток, се меша на тесни и немногу погодни за сообраќај улици. Секој се движи како што знае и умее, а сообраќајните прописи, знаци и сигнали се нешто за што како и да не се знае. Затоа овде возачите се ставени на судни маки и по законот тие се виновни, иако пешакот или добитокот е предизвикувач на несреќата. И како и во секој град, така и во Тетово и на неговото подрачје постојат места каде што најмногу се случуваат сообраќајни незгоди. Интересирајќи се за нив, го замоливме командирот на милицијата да ни каже нешто за тоа. Се наоѓаме на влезот на Тетово и го замоливме командирот на милиционерската станица на Тетово да ни одговори на неколку прашања во врска со сообраќајните прилики во градот. Тоа е командирот на милицијата, другорот Киро Кузмановски. Ве молиме, дали би сакале да ни кажете какви се сообраќајните прилики и неприлики во вашиот град? Сообраќајните проблеми ден уз ден се повеќе загрижуваат на нашето подрачје. Конкретно за разлика од миналите години, бројот на сообраќајните незгоди е во пораст, така да ова година само за првото полугодие бележиме 85 сообраќајни незгоди, а поготово загрижува што во тие сообраќајни незгоди имаме повеќе и случаи на повредени лица. Пред се 24 лица се лесно повредени, 25 се тешко повредени и 5 умреле. Кои се причините? Причините за сообраќајните незгоди се општо познати, може и на возачите и на граѓанството. Пред се техничката исправност на возилата, еден од причините пребрзото возење, ево например поготово каде што сега се наоѓаме, една улица, дале пешаците се исто така причина за сообраќајните незгоди, невнимателност, недоволно пешачки премини низ градот, и тоа условува вака. А сообраќајните знаци и сигнали? Сообраќајните знаци во градот, во прилична мера се решени, нарочито сообраќајни знаци постојат. Меѓутоа се уште не во доволна мера. Ево например и тука ние се наоѓаме на ово место, ова улица вака, нема сообраќајен знак, како би на оваа улица, главната, која влегува во Тетово, ја дава првенство. Дали би сакале да ни кажете кои се црните точки на градот во сообраќајот? Во градот ние забележуваме неколку црни точки. Пред се, железничка рампа, дошло до поволен број на сообраќајни незгоди. Една е од нив оваа тука, кај новата автобуска станица, која во последно време доаѓа до неколку сообраќајни незгоди, каде 3 лица се повредени, едно е тешко и подоцна подлегна на ран. По моје мишлење овде доаѓа до сообраќајни незгоди поради тоа што оваа улица е во последно време реновирана, исправена и возачите пребрзо возат. Тоа е забележано од наша страна. Во градот постојат црни точки кај земјоделско училиште, бензинската пумпа и кај стадионот, фудбалскиот стадион. Тие се карактеристични повеќе и страдаат деца. И уште едно прашање. Со оглед на тоа дека ни кажавте дека бројот на возилата во градот е зголемен, дали би сакале да ни информирате кои се почесто прекршители, али фактички прекршители, дали се тоа моторните возила или пак и запрежните возила? Во извесен временски период во годината почести прекршители се возачите на моторните возила, и возила. Меѓутоа во дел од годината се почести прекршители, што мислам летниот период, возачите на запрежните возила, и запрежните возила. А кои повеќе ги имате казнувано? Ние повеќе,
вака, следејќи оваа проблематика, повеќе казни изрекуваме против возачите на моторните возила. И ме интересира уште едно прашање. Колку општината на Тетово се грижи за опременоста и за безбедноста во сообраќајот во градот? Конкретно во решавање на сообраќајните проблеми, мислам артерите сообраќајни, од страна на општината е прилично сторено во последните години. Меѓутоа, со оглед на бројот на возилата кои ние денеска располагаме, некаде околу 1400 моторни возила, вклучувајќи ги теретните, леките и автобусите, запрежните ги исклучувам што се многу далеку поголем број представуваат. Има сторено прилично. Меѓутоа, самите артерии денеска кои градот ги располага сообраќајни артерии се претесни за овој број возила. Ние сметаме не само бројот на милиционерите да се зголеми, што е и барано од страна наша пред собранието на општина, како и пред Републичкиот секретаријат. Меѓутоа, не само бројот да се зголеми, него бараме да се зголеми, односно да се опреми таа служба технички, затоа што техниката останала на ниво негде на пред 5-6 години. И располагаме со неколку возила наменети за контрола на сообраќајот, имено Fiat 1300 кој е при крај на снагата, понатака располагаме со 2 Fiat 750 и тие се при крај и према тоа, а друга техничка опрема да не зборуваме. Гостивар е место низ кое дневно минуваат околу 2000 возила, не сметајки ги запрежните. Низ градот се вози полека, но сепак и тој има место каде што годишно се регистрираат повеќе сообраќајни несреќи. Еве што мисли за тоа командирот на сообраќајната милиција од овој град. Гостивар ги има сличните сообраќајни проблеми како и Тетово. Меѓутоа, Гостивар е малку пооптеретено со оглед на градежните предпријатија што ги имаме кон Маврово, потоа кон Глобошица и би сакале со неговите сообраќајни проблеми да не запознае командирот на одделението за сообраќај при општината на Гостивар, Љубомир Јакимовски. Друже Љубомир, ако сакате да ни кажете, кои примарни проблеми сообраќајни ги имате во вашиот град? Во нашиот град еден од побитните проблеми во однос на регулирање на сообраќајот, као би могло примерно место да се даде, тоа е на изградба на пешачките премини. Кај нас во градот секако фреквенцијата е прилично голема, како на моторните возила, така на запрегите, па и пешаци, велосипедисти и други учесници во сообраќај. Меѓутоа, ова сметам да е едно од клучните прашања, тоа не е доволно решено. Околу него е дискутирано, уствари практично, меѓутоа до денеска не се нашло вака заедничка солуција да се на овој проблем стварно даде одговор кој е, по моје сфатање, битен и одлучен. Дали пешаците се поголема бројка во сообраќајните несреќи кај вас? Па, сепак пешаците не се оние еден од, мислим вака, поголема бројка, меѓутоа и нивниот број е прилично голем. Така што ние во пешаците, као пешаци, имаме вака повредени само 2 во овие сообраќајни несреќи. Дозволете, колку сообраќајни несреќи имате во текот на изминатите 6 месеци? Па, во минативе 6 месеца ние имаме 33 сообраќајни несреќи. Од тие 33 сообраќајни несреќи секако спаѓат проблемот вака. Со загинати имамо 2, со повредени имамо 10 и со материјална штета само 21 или, како што рековме, 33. Дали би сакате да ни кажете кои се причините за сообраќајните несреќи? Причините за сообраќајните несреќи во нашиот град се следните. Брза вожња 13, непажња, неопрезност на возачите, било и кој да е вид од возачи 7, неправилно претекнување 3, неправилно разминување исто така 3 причини, онда недоволно возачко искуство 2, неправилно, односно неисправен уред за управување 1 и неправилно вака терање на стока поред пат, тоа се 3 проблема, 3 узроци. Гледајќи ова цифра, ова бројка од 13 брзи возења и несреќи, дали сте доволно техничко опремени да тоа го спречите тоа?
Сметам да за останатите проблеми околу безбедноста на саобраќај службата е доволно технички опремена, што се однесува за возила и друга техничка опрема, меѓутоа службата не е опремена со баш по тој проблем, односно тој узрок не е прилично масовен и сметам да е нужно да се набави радар преку кој би могло конкретно да се намали ваквиот број на узроците на саобраќајните незгоди кај нас. Кои се црни точки во градот и кои се црни точки на вашето подручје, на патиштата? Па сепак црни точки во градот кај нас не би могло да се земе вака конкретно, али ја би могло да се послужим со вака поширок поем. Тоа е една од вака битните улици на која што се дешаваат сообраќајните незгоди, тоа е улицата Јана, потоа улицата Борче Јовановски и улица Борис Кидрич. Уствари, овие три улици за нас се земени вака као попрометни и на ними се десени повеќе сообраќајни незгоди. А на патиштата? На патиштата као црни точки имаме и кај ними доста. Така да на патот Гостивар Тетово, кај Маздрача, кај река Маздрача имаме тамо една црна точка, вака прилично доста, на која што во минатата година имаме околу 17 сообраќајни несреќи. Така исто, ако го земеме Радичкиот кањон, имаме прилично опасни терени. Уствари и тамо имаме вака прилично црни точки. Тоа е кривината, опасната кривина кај Свети Јован Бигорски, кај место викано Велебарски Лозја. Онда исто така имаме кај Жировнички мост една кривина и каде што и таму имаме една вака прилично опасна црна точка и идејќи навака кон селото Равен. Имаме и тука тоа место ни е прилично вака загрозено, а тоа бидејќи се наоѓа до населено место поред пат, те искачање на деца и така натака. Значи, овие се црните точки на кои што ја мислим по моја лично пребивање. Во претходниот разговор констатиравме дека до година евентуално ќе имате повеќе средства за техничка опрема на милицијата. Се надевате ли дека ќе имате помалку сообраќајни проблеми ако бидете подобро технички опремени? Ја мислим да на ова прашање сосема јасно. Колку што ќе бидемо повеќе технички опремени, ние секако сообраќајните незгоди ќе ги сведеме на минимум. И тоа е еден од носителите, односно од условите кои што ќе може да ни помогне да може сообраќајните незгоди да ги намалиме. Уствари да не постојат како такви, бидејќи се штетни. И уште едно прашање. Во вашиот град секако постои сообраќајна секција. Во вашиот град, во училиштата, секако постојат во наставните планови и програми за сообраќајно воспитување на децата. Што мислите вие за активноста на школите, на училиштата во овој правец? Колку што ми е мене познато да во нашиот град на вистина јас сум запознат да постои републичка програма за сообраќајно образование на нашите млади генерации. Меѓутоа, од вака посети на поедини училишта, оваа програма не се спроведува во живот од разлог што немало финансиски средства. А сообраќајната секција дали е активна? Сообраќајната секција конкретно во градот постои младо сообраќајно одделение со млади ученици кои што свакако се активни уствари и они ќе бидат уствари идни наши носители на безбедноста во градот, односно за регулирање и контрола на сообраќајот во градот, кои што свакако му треба и уште мала известна стручна помош, која што му ја даваме и во иднина ќе даваме на ними, и така сметам да оваа секција, ова одделение на вистина ќе биде едно од вака симпатиите на нашите граѓани, кои што ќе можат преку ними да се стекнат со сообраќајно образование и сообраќајна култура. Друже Јакимовски, благодарам. Фала. Од виденото и слушнатото можеме да заклучиме дека нема места каде што не може да се случи сообраќајна несреќа, ако попушти вниманието и на возачот и на другите учесници во движењето во градот. Но има уште неколку фактори кои беа споменати во разговорите со сообраќајниците, а не беа акцентирани од разбирливи причини. Некои од тие се малиот број сообраќајни милиционери и негрижата на општинските одборници нивниот број да расте напоредно со растежот на сообраќајниот промет. И недоволното размислување и инвестирање средства и мисла во сообраќајното воспитување, образование и култура сред населението,
čije prevozno sredstvo pretežno je запрежното возило и добитокот. Се додека не се реши ова, сообраќајните несреќи ќе растат по улиците на Тетово и Гостивар. Свечичката е електрични уред кој спаѓа во систему за паленje при ото-мотори. Постојат два вида свечички – топли и ладни. Разликата помеѓу едните и другите е следната. Топла свечичка се применува при мотори со помал степен на компресија и помал број на вртежи на моторот, а ладна свечичка при мотори со поголем степен на компресија и со поголем број на вртежи. За распознавање на свечичките можете да ги разликувате по броевите кои се на самите свечички упишани или по електродите со таа разлика што ладните свечички имат потупа електрода за разлика од топлите свечички кои имат една електрода по шилјата. Замастување на свечичките може да уследи од следните причини. Во колку е замастувањето постојана појава, тогаш сигурни бидите дека сте погрешно изабрале свечичка, односно наместо топла сте поставиле ладна свечичка. Како втор случај може да биде да при монтирање на свечичката сте погрешно ја монтирале истата и сте поставиле две подложки по самата свечичка наместо една, така да долниот дел на свечичката е поладен, што овозможува релативно послабо загревање и овозможува замастување на самите електроди. Исто така, возењето по град, во колку е чест случај, може да предизвикува замастување на самите свечички. При овој случај, лесно може да се помогнете да ги очистите свечичките и тоа со симињање на истите и земите една четкичка за заби со натопена во бензин и едноставно со протерување по самите електроди вршите чистење на истите. Меѓутоа, постои и така наречено само чистење на самите електроди на свечичките, на тој начин во колку се постигне температура на само чистење која треба да изнесува 500 степени. Што се пак однесува до прегорувањето на свечичките, истото може да се случи во колку пак се пошло кон погрешен избор на самата свечичка, односно наместо ладна се поставила топла свечичка. Или пак во колку при монтажа сте заборавиле да ја поставите самата подложка под свечичката, така да долниот дел на свечичката е подлабоко навлезен во компресивниот простор, со што се предизвикува поголемо загревање и топлотно опторотување на истата и доваѓа како резултат на тоа прегорување на самите електроди. Не е лошо с време на време да вршите контрола на свечичките и то во време трајање од 5000 предени километри. Нормално векот на трајање на една свечичка изнесува околу 15.000 километри. Благодарам. На големите автомототрки Гран При во белгиското место Франкоршамп, серијата на изненадување започна уште од почетокот. На крајот 2/3 од 18 машини што учествуваа во мототрките беа елиминирани поради механички дефекти. Трката ја поведе британецот Џон Сартис со својата јапонска машина Honda број 20, откако го мина новозеландјанецот Крис Амон, која возеше машината од типот Ферари. Возејќи со брзина од 241 км и 140 метри на час, Сартис постави нов рекорд на патеката во еден круг, кој е подобар за повеќе од 1 секунда од поранешниот рекорд. На крајот од седмиот круг, меѓутоа, Сартис мораше да се откаже од натамошно учество во трката поради дефект. Иста судбина го погоди и возачот Крис Амон, чија машина силно го губеше мазилото.
Надпреварот потоа се претвори во дуел меѓу британецот Джеки Стюарт и Дени Халм од Нов Зеланд. Стюарт со број 7 ја возеше француската машина од типот Matra Ford, а Халм со број 6 се надпреваруваше со машината Макларен Ford. Иако возеше со просечна брзина од 236 км и 797 метри на час, на надпреварот како победник излезе Брус Макларен од Нов Зеланд. На големите автомототрки во американскиот град Индианополис се повтори спортската историја кога втора година поред еден спортски тркачки автомобил на клипен мотор однесе победа над побрзата спортска машина од типот Lotus. Турбинската машина Lotus ја возеше Джое Леонард. За време на трката британскиот надпреварувач Грахам Хил остана без едно тркало, но во оваа несреќа не задоби никакви повреди. Една друга спортска машина истовремено се запали. Победникот на трката Боби Ансер од Соединетите Американски држави ја возеше машината од типот Офенхаусер. Откако мина 3 машини од типот Lotus, Ансер го презеде водството во трката на 9 круга пред крајот, а Джое Леонард мораше да се откаже поради дефект на својата машина. Победникот Ансер постави нов рекорд на патеката во Индианополис, возејќи со брзина од 245 км и 916 метри на час.